Граѓаните да учествуваат во одржувањето и чувањето на зелените површини е најновата иницијатива на општина Тетово под мотото "Ние проблемот, ние решението". Дел од активностите на надлежните за зачувување на здрава животна средина е средување на зеленилото во градот, поставување клупи, корпи за отпадоци и подигање на јавната свест. Во изработка е интернет страница Еко Тетово за соработка со граѓаните, на која ќе бидат објавувани програми и активности базирани на еколошките потреби на градот. Ова е продолжување на поранешната кампања, сега со ново име. Ние проблемот, ние решението. Претежно работиме на реновирање на зелените џебови во урбаните средини во градот Тетово и токму во оваа насока веќе имаме формирано и веб страница за поголемо вклучување и на самите граѓани, имајќи го предвид фактот дека се работи за средини и за содржини кои се нивни на граѓаните и сметаме дека на овој начин ќе кренеме повеќе свест во однос на одржување на зелените површини. На овој начин имаме во план да продолжиме во уште 12 вакви џебови, додека исто така имаме и донации, како што е паркот кај Шарената џамија, што ни е донација прифатена преку Советот на општина Тетово од компанијата Кипер и во принципот на работата, значи и во веб страницата сме ја отвориле можноста и за донации, не во парични средства, туку во средства кои се одржува хигиената и добробитноста на парковите. Инаку пред неколку дена по повод Светскиот ден за заштита на животната средина, лабораторијата Авицена донираше 60 корпи за отпадоци и 30 клупи за седење. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес се одржа тркалезна маса на тема подигнување на јавната свест за спроведувањето на Законот за употреба на јазиците. Настанот беше организиран од страна на Факултетот за јазици, култура и комуникација во соработка со Генералниот секретаријат на владата и Агенцијата за спроведување на Законот за јазиците. Јас нема да престанам да го промовирам ИЕУ, Универзитетот на Југоисточна Европа, како модел за јазична толеранција, јазична диверсификација и како богатство, а не како хендикеп. ИЕУ комуницира на 3 јазика, никогаш немал досега за овие 18 години ниеден проблем јазичен, и тоа треба да биде на некој начин пресликуван во ова наше општество. Сите тие кои што сметат дека јазикот е само средство за комуникација, прават огромна грешка. Тоа е основниот и најважниот атрибут на национална идентификација, на една нација или етничка заедница. И се додека тоа респективно не го сватиме и не се однесуваме, ние ќе имаме проблеми. Сум во Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија. Драго ми е денес што учествувам во овој настан. Настан каде што ќе можеме да размениме искуства и мислења. А во овој комплексен период во кој што се наоѓа нашата држава, Законот за јазиците ќе ни служи како мост кој цврсто ќе ни стои кон патот за соживот и мир. Гледано од разни точки слободно можеме да кажеме дека Република Северна Македонија стреми да говори со јазикот на говорот со цел за тоа што јазикот е на почит спрема нас граѓаните. Горди сме на тоа што чекориме на сигурно и пополека за да се приближиме кон целта за надминување за нашето мултикултурно размислување. Како заклучок, на крај би кажала дека јазикот е богатство во секој народ. А убавиот кажан збор е клуч на секоја кој насилно отвара секоја врата во нас. Околу 1500 домаќинства на поширокото гостиварско подрачје ќе бидат офатени со новините предвидени во социјалните реформи.
Како што информираат од Центарот за социјална работа во Гостивар, исплатата на зголемената социјална помош, односно гарантирана минимална помош, веќе е започната. Посебни пријавувања не биле потребни, затоа што евидентирањето одело автоматски со самата годишна обнова на документите на социјалците. Согласно правата предвидени со новата социјална реформа, за поголемиот дел од социјалците, гарантираниот минимален приход е зголемен за 100%. Па со новиот закон крштивме, првата исплата ја направивме со новите законски правила. Од СПП се префрли во гарантиран личен доходок и тие странките што беа корисници на социјална парична помош не беа ангажирани за документи, бидејќи кога беше обновата беа комплетирани документите за оваа категорија, има информација дека ќе се случи ова. А социјалната парична помош порасна од порано беше 2100 за еден член на семејството до 7400, тие што користуваат по прв пат. После паѓаше на 60% тоа и трајно беше на 60%, сега со новото се ГМП од 4000 до 12000. Имаат право сега поите децата добиват и за школарина и за што се испод 18 години, добиват за бенефици за струјата и лјадарка и тоа дојде до таа сума, зависи колку членови на семејството си има. Социјалната реформа предвидува проширување на достапноста на детскиот и образовниот додаток за 20 пати повеќе деца. Освен домакинствата кои што примаат социјална помош, право на овие додатоци имаат и други категории на домакинства. Тричлени семејства со приходи до 11.400 денари, 4 члени семејства со приходи до 13.800 денари и 5 члени семејства со приходи до 15.000 денари. Се воведуваат еднократни додатоци за прво и второ дете, а месечниот надоместок за трето дете се условува со материјалната состојба на семејството. Две сообраќајни несреќи со повредени се регистрирани вчера на Тетовското подрачје. Околу 16 часот и 20 минути на регионалниот пат Јажинце-Тетово се случила несреќа во која учествувале две возила со тетовски регистарски таблици. Ауди, управувано од 59 годишниот РК од Порој, и Рено Клио, што го управувал 24 годишниот тетовец РБ. Возачот на Аудито со друго возило бил пренесен во Тетовската клиничка болница за натамошно лекување. На крстосницата на улицата Илинденска со регионалниот пат Тетово-Волковија, околу 15 часот се случила несреќа во која учествувале џип Гранд Чироки со кумановски регистарски ознаки, управуван од 59 годишниот НБ од Кумановско Черкезе, и Голф со тетовски таблици, што го управувал 51 годишниот тетовец АО. Повредениот возач на Голфот бил пренесен во Тетовската клиничка болница за лекување. Во Тетово е пријавена и една измама. 77 годишниот тетовец ТУ вчера пријавил дека претходниот ден околу 14 часот бил измамен од непознато лице, кое го пресретнало и му понудило огревно дрво. Тетовецот му дал на лицето 150 евра за да му донесе 3 метри кубни дрва. Непознатото лице му рекло да го почека на улицата Иво Лола Рибар во Тетово, каде наводно имало складиште со огревно дрво, но откако заминало не се вратило повеќе. Полицијата соопшти дека презема мерки за расчистување на случајот и откривање на измамникот. Во гостиварското село Градец учебната година завршила со оштетена влезна врата на училиштето. Случајот го пријавила 40 годишна жителка на селото, а се случил вчера, помеѓу 16 и 22 часот и 40 минути, кога засега непознати сторители ја оштетиле влезната врата од основното училиште Мемет Дерала, како и влезната врата во стариот објект на училиштето. Секторот за внатрешни работи Тетово ги засили планираните активности за поголем ред со паркирањето во Тетово. Во вчерашните активности откриени се 17 погрешно паркирани возила, кои биле соодветно санкционирани и подигнати од Тетовската ПАЕК служба. На прекршителите изготвени им се законски предвидените поднесоци и тие ќе се соочат со парична глоба која зависно од тоа каде биле оставени возилата, се движи од 45 до 200 евра во денарска противредност.
Со оглед на тоа што предстои скорешно започнување на сезоната на летни одмори и доаѓање на поголем број времено вработени од странство во Тетово и Тетовско, полицијата апелира до возачите да внимаваат каде ги паркираат нивните возила и посебно тоа да не го прават на пешачки премини, крстосници, тротоари, во зеленило и во така наречени двојни редови. СВР Тетово нагласува дека на тој начин возачите го попречуваат нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, посебно на пешаците и велосипедистите. Развојот на воздухопловната модаларство на Македонија би го оценил со еден позитивен знак, бидејќи до пред неколку години имаше само неколку луѓе што се занимаваат со махови, но со текот на времето, како и ден денеска, се поголем и поголем замав за маховите. Јас сум Бојан Андоновски, имам 19 години, учам на Машинскиот факултет Скопје и сум еден од помладите успешни моделари. Еден акробатски аеромодел функционира така што користи еден електро или нитро, може и бензински мотор, потоа користи серва, кој што ги движат сите негови команди, користи приемник, кој што дава повратната информација до далечинскиот управувач и батерија на кој што или бензин на кој што целиот авион или се напојува. Имам доста модели променето, поради две причини ги менувам. Првата причина е, не дај Боже, нели моделот ако заврши неславно, односно нели ако падне, а втората причина е кога ќе го совлада моделот или кога ќе ги дознам сите негови акробации и можности што може да ги има. Јас го сакам хобито дека е адреналински спорт. Сите што сакаат да пробаат, без разлика на границата на годините, може да дојдат да пробаат, да се зачленат во нашиот клуб, каде што ќе добијат модел да пробаат, без разлика дали било хеликоптер, дрон или авион, каде што поискусните и повозрастните ќе им вметнат повеќе знаење. Порака до институциите, значи ако може да се изградат повеќе спортски аеродроми низ градот, да не биде само еден, бидејќи не е на сите еднакво далеко од дома, мораме сите да некои мораат дури да поминуваат и пола град за да дојдат тука. Премиерот Ципрас ги побара предвремените избори 4 месеци пред крајот на неговиот мандат, откако главната опозицијска конзервативна Нова демократија ја победи владачката левичарска партија Сириза со разлика од 9,5% на изборите за Европскиот парламент во минатиот месец. Според предлогот на владата, изборите треба да се одржат на 7 јули. Ципрас смета дека со ова ќе се избегне долготраен предизборен период пред крајот на неговиот мандат во октомври, што би можело да му наштети на економскиот напредок постигнат во последниве години. Σε έναν ενάρετο κύκλο, ο οποίος δεν πρέπει επουδενή να διαπαραχθεί, διότι αυτό θα σήμαινε πως οι θυσίες και οι κόποι του ελληνικού λαού θα διακινδύνουν. Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας πλήρη την αίσθηση αυτής της ευθύνης, σας ζητώ πως διαλυθεί η Βουλή και προκηρυχθούν εθνικές εκλογές, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, το σχετικός νόμος, και την ανανέωση της λαϊκής εντολής. Во обид да ги придобија гласачите пред изборите за Европарламентот, владата ги намали даноците и ги зголеми бонусите за пензионерите. Овие потези од Европската комисија веднаш беа оценети како опасност за фискалните цели договорени со доверителите. The package is costly and does not go in the right policy direction. It undoes some elements of important past program reforms
and these new measures pose risks to achievement of the agreed primary surplus target of 3.5% of GDP this year and beyond. 44-годишниот Ципрас влезе на грчката политичка сцена пред 6 години, ветувајќи дека ќе се бори против острите мерки за штедење, пропишани од странските доверители, во замена за финансиска помош за излез од неколкогодишната економска криза. Неговата партија Сириза веднаш по успехот на изборите во 2015 година сепак беше принудена да прифати уште еден пакет финансиска помош или во спротивно Грција ризикуваше да биде исфрлена од еврозоната. Грција во 3 одделни пакети има позајмено повеќе од 280 милијарди евра. Ngomongin dulu Surabuna, ayo saya biar kita urus ini. Ya ampun, ya Allah. Semoga Gunung Sinabungnya gak kenapa-napa lagi, ya Allah. Soalnya gumur-gumurnya masih ada juga. Semoga gak apa-apa, ya Allah. Benar nampak, benar-benar jelas gitu. Jadi kayak, shit, lihat. Dia benar-benar lagi sedih. Ya, Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност, попладне со услови за локална нестабилност, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите се движеа во интервал од 12 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 12 до 31 степен Целзиусов. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8.